Новинарството на моменти може да биде многу ризична професија. Работејќи под постојана закана, новинарите се често изложени на опасности за нивното физичко и психичко здравје. Има ли начин како од новинарството да се направи побезбедна професија? Безбедноста на новинарите е важна компонента за квалитетот на новинарството. Работата под постојан стрес и известувањето за време на кризи може да влијае врз нивното здравје. Изложувањето на постојани напади, физички или онлайн, придонесува до вметнување и затврстување на автоцензурата. Во 2001-2002 година ни беше пукано во куќата во која живееме и ова за прв пат ќе го кажам, стануваше збор за милиметри да ме погоди куршум. Случајно подклекнав за да си ги врзам врвките, а куршумот заврши во стаклото од прозорецот. Причината на нападите врз новинарите скоро секогаш е поради вршење на својата работа. Самата природа на новинарската работа е да го објавува она што политичките и економските центри на моќ сакаат да остане тајна. Но искусниот новинар Столе Наумов вели дека ова во никој случај не смее да ескалира со насилство врз нив. Целта на новинарството и на новинарите е да вознемируваат, да предизвикуваат теми, општествени појави, да поставуваат прашања и се разбира дека новинарството секогаш, секој новинар треба да се соочи со тоа дека не е така комотна професија. Но, тоа не значи дека треба новинарите да се тепаат, да се малтретираат, да им се прават закани со семејни последици, односно со крајно семејни насоки и така натаму. И мислам дека е добра идејата во таа насока. Не знам дали се реализираше, мислам дека и ЗНМ тоа го форсираше да секој напад на новинар да биде третиран како напад на службено лице. Само физичката заштита на новинарите не е доволна за тие да се чувствуваат безбедни. Еден од основачите на неколку медиуми во земјата, Зоран Иванов, смета дека во нашето општество недостасува солидаризација со новинарите, но и почит кон нив и нивната благородна професија. Нешто се обидуваше Сдруженијето на новинарите за поголеми протести, демонстрации и така натаму, опреми една група новинари со заштитни елици, кациги и некои други средства, елеци. Се уште нема во нашава земја, во Македонија, нема таа култура кон јавноста, култ кон јавноста и култура кон новинарите и кон новинарството, како една фела, како едни група работници кои работат во името на граѓаните, на тие што се задоволни и во името на тие што не се задоволни. Значи, од тој аспект, мислам дека ќе треба малку време, но за среќа, во целиот тој период на мојот работен век, во Македонија поминавме низ некои ситни престрелки и така натаму во времето на транзицијата, но одевме на просторите на поранешна Југославија, Хрватска, Босна, делови на Србија, Косово. Исто така имаше кризни ситуации каде што не бевме заштитени, значи тотално. Од Сдруженијето на новинари потенцираат дека може да помогнат, барем малку да се зголеми безбедноста на новинарите. Извршниот директор Драган Секуловски вели дека новинарите најчесто се напаѓани додека известуваат од протести кои имаат политичка позадина. Теми за безбедност на новинарите не е само новинарите да знаат како да бидат безбедни, туку мора да имат и минимум опрема која што ќе овозможи да бидат безбедни пред се на работа на терен. Опремата која што ние ја даваме бесплатно на нашите членови, а и во соработка со ОПСЕ канцеларијата во Скопје, подразбира шлемови и елеци кои што се со прес означени символи. Тоа значи кога новинарите се на пример на протести кај што има елементи на насилство, да знаат дека станува збор за новинари тие што се присутни на терен и во случај да има конфликт, новинарите бидат заштитени кога што тоа е возможно. Сите оние новинари кои што имаат потреба да добијат од нас бесплатна консултација и евентуално од редакциите ако имаат потреба да добијат заштитна опрема, ЗНМ останува отворено и во иднина
нашите контакти се јавно достапни, може до било кое време да не побараат и да овозможиме бесплатна опрема за побезбедна заштита на нивниот живот и на нивната работа. Политиката е одговорна за амбиентот во кој работат новинарите и функционираат медиумите на една држава. Таа е должна да создаде подлога за постојан развој на новинарството, без при тоа да настојува да ги контролира медиумите. Во овој контекст, Министерството за внатрешни работи е клучна институција за создавање на безбедни услови за работа на новинарите. Портпаролот на ова министерство Тони Ангеловски вели дека како институција посветено работат на расчистување на нападите врз новинарите, но дека проблемот е и во обвинителството. Министерството за внатрешни работи веднаш по добиената пријава експресно реагираше и за само неколку часа лицето беше приведено и предадено на надлежното обвинителство. Нема никаква толеранција за било каков напад врз новинар. Тој што ќе се дрзне да нападне новинар, веднаш ќе биде приведен и веднаш ќе биде соодветно санкциониран. Во последниот период многу ретки се случаите каде што имаме физички напади. Напротив, значи тој тренд е во надолна линија, а имаме појава на напади на социјалните мрежи. Случаите на напади завршуваат во обвинителството, каде голем дел од предметите и не видоа светло на денот. За волја на вистината, основното јавно обвинителство во Скопје од неодамна назначи и обвинител кој ќе постапува во случаите кога ќе има напади врз новинарите. Дејан Ангеловски од организацијата Тутела вели дека сепак најдобра заштита за новинарите е превенцијата и подготвеноста. Најголем проблем имаат новинарите кои што работат на терен, посебно ние кои што известуваат од терен, затоа што тие веќе имаат секојдневно контакт со некои лица за кои што немаат представа како тие би реагирале во дадена ситуација и како би реагирале при поставување на одредено прашање. Тука веќе не можеме да предвидиме мерки за заштита при работа. Да му дадеме средства, опрема, алат. Тука едноставно се базира на обука, препорака и негова лична проценка. Значи тој пред да излезе треба да истражи во каква средина оди, со каков контакт профил на луѓе ќе контактира, да види кои контакти ги има таму, што би можело во дадена ситуација да му пружат заштита. Препораката е стално кога видат во ситуација каде што имаме демонстрации, немири или пак се очекува агресивност од страна на личности од друга страна да бидат двајца, затоа што да може да се поддржат еден со друг. Да едниот следи реакција на околина, например демонстрација, излегуваат на демонстрација, новинарот кој излезе надвор треба пред се да е малтене да се прилагоди на луѓето што се таму. Покрај физичките напади, во заштита при работа влегува и процената за способноста на новинарот да се носи и со психичките ризици. Секогаш не секој новинар е спремен да оди на такви места. Значи новинарот некогаш може да процени дека он не може психички да го издржи товарот на таа работна задача што му се доделува во моментот. И тој што го праќа или тој што му кажува дека мора да одиш, треба да го има тоа предвид. Значи не може да пратиме некој што не е спремен да отиде на место каде што свесно го фрламе во оган, може да настрада. Новинарството е повеќе од професија. Новинарите се очи и уши на граѓаните, кога станува збор за следење и известување за работата на нивните избраници. Една демократија не може да функционира без квалитетно новинарство. Добро информирани граѓани е главниот предуслов за функционална демократија, одговорни политичари и ефикасни институции. Затоа мораме да сватиме колку тие се позаштитени при вршењето на нивната работа, толку општеството е заштитено од лоши постапки и одлуки на властите.